По 40 години нега и одржување на дрвјата во парковите во Скопска железара денеска им дојде крајот. Уште рано утрово жителите ги разбудила бучава од масовната сеча и уништување на паркот. Граѓаните предупредуваат дека се подготвувало оголување и на останатите паркови околу нивните згради. Како што велат жителите, сечењето на дрвјата било зашто градските власти сакале да прават паркинг за околните стамбени објекти, иако простор за паркирање имаат сите згради како и гаражи за сопствените возила. По 40 години сме во зградата ние. И срамота е, не знам. А зашто се сече тука паркот? Ради вакво паркинг плац вика дека ќе прават за коли. Граѓаните видно вознемирени пред камерата на Алфа велат дека вакво ништење на парковите околу зградите каде што со години седеле и одмарале, досега не паметеле. Велат дека освен главниот парк кој досега бил белите дробови на железара, се спремало сеча и на останатите околу зградите. Велат доцна синоќа екипи на паркови зеленило биле на лице место и измериле од каде ќе стартува сечата, а веќе денеска почнале со реализација. Вчера дојдоа, снимки им правеа. Вчера снимки, одма дојдоа, директски секој све. Ќе прават паркинг. А кој им наредил, зашто го работат сето? Никој поима нема тоа не бе. Не е добро. Не е добро, во секој случај не е добро. Него и оваа страна. Обележена и натака. И таму ќе ни ги сечат. Освен тој тука и друга шума ќе се сече? Ева, Другава страна, таа. Значи сето тоа ќе се уништи? Да. Дел од жителите кои денеска пристигнаа во својата населба зачудени од гледката не знаеа што точно се случува и кој им дал наредба на багеристите да ги оголат парковите. Среду од прат, не знам, гледам од Цапајлера, не знам, не сум ги. Така, имате информација за што се сече? Не, немам појма. Оние кои работеа со градежната механизација, барем денеска не сакаа да зборуваат пред камерата. Откако телевизија Алфа пристигна на лице место овде во скопската населба Железара, градежната механизација престана со работа. Локалните жители бараат надлежните институции да извршат контрола на сечата, стравуваат дека интензивното сечење околу нивните згради можело да предизвика ерозија со катастрофални последици.